Општина Карпаш за оваа година стави голем акцент и на инфраструктурните проекти. Ова е улицата Прашка, а тука се работи со забрзана динамика. Значи се поставуваат рабници, се подготвуваат изградба на тротоари и предпоставувам нов асфалт. Ова улица се наоѓа на територијата на урбаната заедница Тафталиџе 1 и е започната со реализација пред околу месец дена. Конкретно на улицава се изведуваат повеќе фази. Во прва фаза се изведе поставување на електрични инсталации и кабловските оператори поставија исто така инсталации телекабел, Неотел, Близу и Македонски телеком. Во втора фаза се изведуваат тротоарите и во последната завршна фаза ќе се изведува коловозот со комплетно асфалтирање со нова подлога. Се работи исто така овај проект со основен проект кој е одобрен од општината и со тој основен проект веќе ќе ги нема тие претходни злабнатини и спакнатини, него ќе биде улицата нивелирана и нема да при после завршување со асфалтирањето нема да се појавуваат никакви собирање на вода, така наречени вирови. Оваа улица ќе има репрезентативен карактер во смисол на тоа што од левата страна се предвиден прво комплексот на алумина кој во нареден период треба да се гради, понатаму се до улицата Лондонска предвидени се и други комплекси на заеднички стамбени објекти што ќе представуваат да речам украс и ќе добие во важност улицата според своето постоење и значење. За колку должни метри станува збор и да кажеме тоа дека ова сепак е финансирано од Светската банка? Станува збор за должина од околу 700 метра и како што кажавте се финансира преку кредит од Светска банка, преку Министерството за финансии и рокот на завршување околу 40 дена. Општина Карпаш и во населбата Влае 1 има градежни зафати и интервенции. На улицата Франц Прешерн се изведува атмосферска канализација. Меѓутоа, тоа ќе се направи во неколку фази, прва, втора, трета. Во моментот се работи на првата фаза. На територијата на општина Карпаш се застапени сите населби, така и населбата Влае 1, кај што во овој момент се изведува атмосферска канализација као прва фаза. Истовремено, паралелно со атмосферската канализација се изведува и електрично осветлување, се пуштаат кабли и ќе се поставуваат после канделабри. Исто така, за потребите на граѓаните, за во иднина да имаат подобри комуникации со интернет и со примање на телевизиски програми, се изведуваат од страна на кабеловските оператори инсталации од Македонски телеком, Телекабел, Близу и Неотел. Вредноста на инвестицијата за атмосферската канализација изнесува 3 милиони и 700 и се финансира преку средства од Светска банка, преку Министерството за финансии. Како што напоменавме, значи прва, втора, трета фаза. Третата фаза е кога ќе се добие нов изглед ова улица, односно нов асфалт. Кога ќе биде тоа и дали ќе се испочитуваат и запазат роковите? Третата фаза ќе биде со изведување на тротоари и изведување на реконструкција на асфалтната подлога, ќе се нанеси нова асфалтна подлога, со што ова улица ќе добие нов изглед и ќе има репрезентативен карактер, односно граѓаните овдека ќе возат по нова сообраќајница. Се очекува сите работи да завршат во почетокот на идната година.